2 години откако реактивната мисија на УНЕСКО го представи извештајот на 125 страници за Охридскиот регион, обногумина оценет како исклучително лош. Работите едва и да се поместени од мртва точка. Државата крена раце од експресниот пат кон Свети Наум и од ски центарот Галичица, но никако да влезе во костет со проблемите кои не се само идеи на хартија, туку секојдневно се таложат и таложат. Диво градбите и урбанизацијата на крајбрежјето, интервенциите во старото градско јадро, депониите, нефункционалниот колекторски систем и испуштањето отпадни води директно во езеро, неконтролираното сечење на трската, намалувањето на мочуриштата и водните површини кои се хабитат на многу птици и риби, инвазивните видови добиени од илегални мресења. Долга е листата на закани за регионот. Активистот Владимир Трајановски од Охрид СОС вели дека активностите кои власта ги презема се површни и обична шминка. Само малку од препораките на УНЕСКО се исполнети, а документите се носат на брзина и без учество на експерти. Според него, Охридскиот регион по сите параметри е веќе светско наследство во опасност. Избегнување од страна на институциите, бидејќи впишувањето на листата на светско наследство во опасност значи стручна помош и асистенција од страна на меѓународните институции за реална заштита на Охридскиот регион, а тоа е нешто што нашите институции не би го сакале, бидејќи така ќе излезат на површина сите слабости од нивното досегашно непостапување и ќе се откријат тие нивни лажни заложби за заштита на природното и културно наследство на Охридскиот регион. И по 4 години, откако и албанскиот дел беше ставен под заштита, не достига координација со институциите од соседната земја. Аријан Мероли, кој со години учествува во процесот од двете страни на границата, вели дека надлежните немаат ниту слух за соработка, ниту волја да ги решат проблемите. На 1 февруари истече рокот до кога требаше да донесат извештај за преземеното по препораките на УНЕСКО, но никој од нив ниту го видел документот, ниту бил консултиран. Никој од нас нема на раце документот. Со никој од нас не се дискутира овој документ. Сите експертите што редовно правиме инвестигација, имаме неколку проекти што знаеме што е как проблематиката што има овој регион, немат контакт од Министерство за животна средина и култура за овој рапорт што требаше да прави за статусот што е сега Охридското езеро и сливот. Ако ние не стигнеме да имаме овие документи, реални, конкретни, со детални чекори, што треба, кај треба да одиме, јас мислам дека ќе влеземе на ова листа. Дома побара одговори од Националната комисија што предводи министерката за култура Костадиновска Стојчевска, зошто процесот не е инклузивен и транспарентен и зошто извештајот не е јавно достапен. Оттаму потврдија дека се консултирани само институции, а не и невладиниот сектор. Документот поминал на влада и заедно со стратегискиот план и извештајот за сработеното од албанска страна, наскоро ќе бидат пратени до Центарот за светско наследство на УНЕСКО. Разгледувањето ќе биде на сесијата во септември, кога е многу веројатно регионот да биде прогласен за светско наследство во опасност. Активностите кои се преземаат од страна на владата се во насока на создавање услови за исполнување на препораките на мисиите и на другите тела на УНЕСКО. Во тој контекст, иако процесите на управувањето со доброто се исклучително комплексни, се вложуваат максимални напори да се реализираат активности кои се насочени кон спречување на најголемите закани по интегритетот и автентичноста на регионот. И додека власта тврди дека прави се што може, дел од активистите очекуваат државата да одговара пред меѓународни судови за неисполнување на преземените обврски. Доколку Охрид беше ставен на таа листа пред 10 години, ние немавме да имаме ова ситуација сега како што имавме. Сега е веќе прелиена чашата, сега е веќе поминато 5 до 12. 12 и веќе помина времето, сатот одчукува. Диво градби се уште се градат во националниот парк, во централното градско подрачје, во старово градско заштитено подрачје исто се градат објекти. Крајбрежјето исто така под удар на урбанизација. Мерки мора да се преземат и во другите општини кои се дел од УНЕСКО, како Струга и Дебрца, но и на потегот од албанска страна. Парцијални решенија не се решенија, а и за да има решение, треба прво да се признае проблемот, а градоначалникот Мерко не ни гледа Диво градби.
Струга е дивиот запад. Јас не знам, Струга буквално луѓето како да име заспано и готово. Демек не е битно ништо, тоа е што е, на Господ се препуштени луѓе. Да не се тие овдека. Ке поминет години. Ако не турне некој од црквине за да стават хотел на истото место, јас сега Виктор да не се викам. Значи до таму е поедена работа. Шкрипи и на релација централна-локална власт. Владата на 28 декември му даде рок од 30 дена на Министерството за транспорт и врски заедно со трите општини да достави инвентар на дивоградби и да изработи програма за нивно отстранување. Рокот е пробиен. Од владата за дома потврдуваат дека само е испратено барање до локалните самоуправи да достават ажурирани податоци за сите незаконски изградени објекти. Од Илинденска број 2 тврда дека тоа во континуитет е барано последниве 3 години, но ажурирана листа со мапирање и со статус на дивоградбите се уште немаа добиено. Фалинки има и прогласувањето на студенчишко блато за парк на природата, кое беше најавувано на фанфари. Едва и 34% се зона под примарна заштита. На другото се дозволуваат и земјоделски активности и урбанизација. Охридскиот регион нема многу време. Конечно е потребно работите сериозно да се сватат и да се покаже дека се има политичка волја да се адресираат болните прашања. Во спротивно, овој регион може многу лесно да се најде на листата на УНЕСКО на светско наследство во опасност. Тоа е и се поизвестно дека ќе се случи, зашто досега многу повеќе само се говореше, се носеа разни документи, а на терен работите не се помрднуваа од мртва точка.